Наместо лаика среде Скопје на Вардариште се негува дива депонија. Скопски комуналец го собира сметот од градот и го истура во Скопско-Маџари, ама не на своја рака, туку со знаење на надлежните. Пред 5 дена граѓаните пред камерата на Алфа ги повикаа градоначалниците и инспекторите да реагираат навреме, оти како што велат, ако не короната ќе ги убие смрдеата од ѓубрето што ја дишат. Корона заради ситуацијава, значи овој проблем трае више 2 години. Поладно се палат и гуми и пластика, што ли ти не чури, отивам на тие ромчија тука. Абе немојте го дишам тој воздух. Им се обрати единствено градоначалникот на Газибаба, но само да ги извести дека тој не бил надлежен за депонијата. Ваквиот однос уште повеќе го зголеми револтот кај жителите на Маџари, пошто ги контактирале сите надлежни, но сите се прогласиле за ненадлежни за нивниот проблем. Одговор конечно дојде од град Скопје. Екипите на Скопски комуналец собрале приближно 1000 тони отпад поради изминатиот викенд полициски час, но немале доволно време да го однесат во Дрисла, па привремено го складирале во Вардариште и во Карпаш. Дополнително, од град Скопје велат дека локациите денеска целосно се расчистувале, но граѓаните кои живеат во близина на депонијата велат не е така. Да, оно чистат нешто, ама пак се носи, значи ова си трае така. Континуирано. Вака се, значи овој проблем не е од време од оваа криза од миналиот 20 дена и 5 дена. Значи овој проблем е веќе трае 2 години. Дали се расчистува депонијата останува нејасно, зошто камионите со ѓубре продолжуваат да ја полнат дивата депонија Вардареште. Пред нас е уште подолг полициски час од претходниот, кој ќе трае 85 часа. Ако по претходниот 61 часовен карантин од комуналец собрале 1000 тони отпад, прашањето што се наметнува е колку ќе соберат сега и најважното, каде ќе го однесат.